Време за дневник на К1 телевизија. Во него ќе гледате информации од регионот Македонија, светот и спортот. По настаните на денот се враќаме. Останете со нас. Вработените од комбинатот Фени Индустри денеска го блокираа патот Градско Прилеп, изразувајќи го револтот од стечајната постапка која е покрената за фабриката. За 2 месеци винарската визба по Вардарие целосно ќе го исплати долгот кон лозарите. Нови штрајкови ја тресат Грција. Од утрово е отпочнат штрајкот на грчките царинарници на граничните премини. Вработените од комбинатот Фени Индустри из утринава го блокираа магистралниот пат Градско Прилеп, изразувајќи го револтот од стечајната постапка која е покрената за фабриката. Тие бараат компанијата да не оди во стечај, односно повлекување на одлуката, како и исплаќање на платите во цел износ. Блокадата траеше 2,5 часа, а веднаш потоа сообраќајот беше нормализиран. Повлекување на стечајната постапка, исплаќање на платите во целост и статусот на работниците да не биде прекинат се до конечна продажба на фабриката. Ова се барањата кои денеска ги посочија вработените од Фени Индустри. Тие 2,5 часа го блокираа магистралниот пат Градско Прилеп, изразувајќи го револтот од досегашните случувања во фабриката. Нашите барања се и вчера изјавиме, ние не отстапуваме од тие барања, да нема прекин на работниот однос. И цело време до моментот на продажбата да има статус на вработените во нашата компанија. И сега нас не е најбитно, и цената е $13, а ние не работиме. Сме на улицата. И да се вице-премиерот да превземе повеќе обврски да ние не останеме на улицата. Работниците незадоволни побараа владата и доверителите да најдат брзо решение за проблемот со фабриката пред да отиде под стечај. Стравуваат дека ако на фабриката се стави клуч, околу 850 вработени ќе останат на улица. Сега во моментов кога никелот е $13,000 за тон, во ваква поволна ситуација тие не работат, туку се на улица. Прашуваат што се случи со ветувањата од страна на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Што ќе се договорат банки, влада, инвеститори, нека се договарат. Имаме поволни цени сега, ние работевме со $8, кога загуба се прави сега меѓу 12,5 и 13, што е профитабилно, а ние штрајкуваме. Нас не ни интересира тоа. Воопшто не ни интересира инвеститорот, кој ќе биде. Нас ни интересира да дојде инвеститор, да се договори со банки, со влада и ние да почнеме да работиме. Имал кризи, ама ова е, може да се рече, најначесна криза. Кога цената на никелот е вака добра, кога може да произведуваме рентабилно, да работиме, ние го затвориме Фени. Позадината на тоа не ја знаеме кој е. Нас не ни интересира, само не интересира ние да работиме и со нашиот труд да си го остваруваме личниот доход и не само за нас, што се постари, туку и вие помладите да си го остварат личен доход и да се дочекат пензија од нас. Останува отворено прашањето доколку вице-премиерот Ангјушев се погрижи за вработените, дали светла иднина ќе имаат транспортерите и што ќе се случи со останатите фирми кои беа дел од компанијата. Агонијата и стравот кај вработените во однос на ова прашање е се уште голем. Винарската визба по Вардарие на лозарите треба да им плати скоро 1 милион евра, според менаџерите од оваа винарија. Со продажбата на залихите на виното до крајот на годинава ќе можат да го исплатат повеќегодишниот долг за откупеното винско грозие. Во наредните 2 месеци винарската визба по Вардарие целосно ќе го исплати долгот кон лозарите. Ова е ветувањето од страна на менаџментот на оваа компанија. Тие имаат залихи за извоз, а од продажбата на виното треба да се реализира долгот кон лозарите. Планирано е со овие средства целосно да бидат исплатени парите за 2014, 2015 и 2016 година за предаденото грозје. Потврда за ова има и од Државниот инспекторат за земјоделство, кој извршил контрола и утврдил дека има залихи на вино во визбата.
Издаден е документ со кој се одобрува продажбата на вино, но под услов со тие пари да бидат исплатени лозарите, велат од Министерството. Долгот на Повардарија изнесува околу 1 милион евра. Претходно беше 3,5 милиони. На денот на ослободувањето на Велес, актерската награда за животно дело Петре Прличко нема да биде доделена. Ова на пресконференција го најави градоначалникот Аце Коцевски. Тој како причина наведува дека згаснало Сдруженијето на граѓани Джинот, истото е избришено од Централен регистар. Не беше конкретен дали општина Велес до крајот на оваа календарска година ќе ја додели наградата. До сега оваа награда ја имаа добиено 9 актери. Прв лауреат беше Благоја Спирковски Џумерко, а последен Кирил Графчев. Сега за сега е статус кво, затоа што во меѓувреме згаснало Сдруженијето на актери, не знам точно како му беше името, Джинот, не постои повеќе, избришано е од Централниот регистар и еден од трите субјекти кои потпишаа спогодба за да ја врачуваат наградата Петре Прличко веќе не постои. Ако успееме тоа да го средиме до крајот на годината, добро, ако не, ќе му заштедиме на буџетот 30.000 денари и ќе ја продолжиме постапката подготвени за следната година. Превентивата е важна во зголемувањето на безбедноста. Свој пожарникар секој треба да биде во сопствениот дом. Командирот на територијалната противпожарна единица во Велес Лјупчо Лепидовски апелира во висококатниците да се провери хидрантската мрежа. Вели дека исправноста е многу важна при интервенција на пожарникарите. Превентивата е пола заштита, вели Лјупчо Лепидовски, командир на противпожарната служба во Велес. Апелира во високатниците да се провери хидрантската мрежа. Вели дека исправноста е многу важна при интервенција на пожарникарите. Имавме повеќе состаноци со нив средба дека треба да се средат хидрантските мрежи кои се основен дел за да интервенираме ние во висококатниците. Има еден дел што председателите на куќните совети тоа го направија, но повеќе од пола не се ангажирани. Затоа сега и овој апел до нив за да ги решат проблемите со хидрантската мрежа. Лепидовски напоменува дека неопходна е и проверка на громобранската инсталација. Неисправноста е потенцијална опасност при атмосферско празнење и можност за предизвикување на пожар. Во Велес имаме една фирма која што се занимава со сето тоа, со противпожарна заштита, односно хидрантски мрежи, громобрански инсталации, каде што испитуваат дали е исправна громобранската инсталација. Сега да не спомнуваме фирми, значи има во градот, ќе се заинтересираат, каде што може би со тендерска постапка да го добие од Велес фирмата или пак од Скопје. Без разлика, нас ни е битно исправна громобранска инсталација ради нивна лична безбедност и ради спречување на настанување на пожари од временски непогоди. Куќните совети во висококатниците се должни да ги одржуваат надворешните противпожарни скали. Превентивата е еден дел што 50% ги спречуваме ширењето на пожарите и настанувањето на пожарите и треба да бидат сами пожарникари во своите домови, да реагираат брзо и ефикасно и да не побарат на 193. Брзото дојавување на пожар и брзото интервенирање на пожарникарите се спречува ширењето на пожари и поголеми катастрофи. Лепидовски вели дека територијалната противпожарна единица е отворена за соработка со куќните совети и тие стоат на располагање за подигнување на степенот на заштита од пожари во колективните живеалишта. Деновиве започна акција за чистење на коритото на реката Луда Мара во Кавадарци. Ова акција е од големо значење за населението близу кејот, како и за целиот град. Дивите депонии ќе се чистат со тешка механизација поради натоложеноста на овој проблем. Станува збор за донаторска акција која е спроведена од страна на новата локална власт и градоначалникот Митко Јанчев. Се чисти коритото на реката Луда Мара во Кавадарци, на терен се работници и механизација на Кавадаречкото јавно комунално предпријатие и фирмата Јами. Станува збор за донаторска акција која е спроведена од страна на новата локална власт и градоначалникот Митко Јанчев, за која велат дека е од големо значење за населението близу реката. Дивите депонии се чистат со тешка механизација поради натоложеноста на овој проблем. Комуналец учествува со булдожера, Јами учествува со багер и
2 кипери за износ на ѓубрето. Оваа акција, односно чистењето на коритото, ќе трае се додека не се исчисти просторот до зградите Силекс во Ваташа. Стои во соопштението кое беше испратено од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. И предходните години редовно се интервенираше на терен околу коритото на реката, кое неколку пати годишно се чистеше на местата каде најчесто се собира отпаден материјал. Денеска во основното општинско училиште Гоце Делчев во Неготино беше одржана едукативна работилница по повод месецот на борба против болести на зависност. Целта на денешната трибина беше да се заштитат младите од пороците на денешнината. Општинската организација на Црвен крст Неготино во рамки на програмските активности за превенција на болести кои предизвикуваат зависности, оваа година го спроведува проектот Превенција од болести кои предизвикуваат зависност. За таа цел денеска во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Неготино беше одржана едукативна работилница на која учествуваа околу 25 ученици и беа запознаени со превенцијата и заштитата од пороците кои предизвикуваат зависност. Ова е една од 10 трибини кои планира Општинската организација на Црвениот крст да ги реализира во наредниот период. Оваа година Црвен крст на Република Македонија имплементира проект и за таа цел во рамките на проектот кој ще се нарекува Превенција од болести и независности, денес одржуваме работилница во основното училиште Гоце Делчев. Тоа е една од 10 предвидени работилници во рамките на проектот. Работилниците ќе бидат одржувани во сите основни школи во Неготино, во гимназијата во Неготино, како и во основното училиште во Демир Капија. Целта е да се опфати што поголем број на млади кои што представуваат директна целна група за да се заштитат од пороците на денешницата. Активностите од сите овие едукативни работилници кои ќе се одржат во основните општински и подрачни училишта во Неготино ќе финализираат со јавна трибина на која поканети ќе бидат сите заинтересирани граѓани на Неготино, представници од образовни институции, локална самоуправа и невладин сектор. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска оствари средба со министерот за надворешни работи на Црна Гора Срѓан Дармановиќ. Двајцата соговорници изразија интерес за унапредување на севкупните билатерални односи меѓу двете земји и го поздравија континуираниот политички диалог што укажува на традиционално пријателските односи меѓу Република Македонија и Црна Гора. Председателот Иванов и министерот Дармановиќ се согласија дека двете земји имаат идентични надворешно политички цели и треба да се фокусираат на нивна реализација преку интензивна меѓусебна соработка на билатерален и регионален план. Вестите од Македонија. Пензиите во месецот октомври се помали за 150 до 250 денари во однос на септемвриските пензии. Пензионерите очекуваат линеарно зголемување на пензиите од 600 денари, која беше пракса на владата на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, од новата власт добија намалување на пензиите кое предизвика паника и разочарување кај пензиите, велат од ВМРО ДПМНЕ. Тие сметаат дека новата власт ги лаже и вештачки ги изголеми пензиите во септември пред локалните избори, за да сега во октомври со намалување на пензиите ќе ги поврати парите во буџетот. При презентирањето на буџетот за наредната година од страна на Министерството за финансии беше напоменато дека ќе има екстра зголемувања за пензионерите. Започна штрајкот на грчките цариници и тоа на граничниот премин Меджитлија, граничен премин Ники. Штрајкот започнал во 5 часот и ќе трае до 5 часот утре, информира Министерството за внатрешни работи. За време на штрајкот ќе бидат пропуштани само пешаци, додека сообраќајот за моторни возила ќе биде во прекин. На граничниот премин Богородица штрајкот започнал во 5 часот и ќе трае до 23 часот денеска. Најавен е целосен прекин на сообраќајот на товарни моторни возила, додека патнички моторни возила и пешаци повремено ќе биле пропуштани. На граничниот премин Стар Дојран започнал во 5 часот и ќе трае до 23 часот.
Во наведениот временски период ќе бидат пропуштани само пешаци, а патничкиот и товарниот сообраќај ќе биде затворен во двата правци. Исто така и товарниот железнички сообраќај помеѓу Република Македонија и Република Грција е во прекин од 9 часот утринава, информира Министерството за внатрешни работи. Турската полиција во Анкара уапси 111 лица осомничени за поврзаност со исламската држава и издаде налози за апсење на уште 245 осомничени во турскиот главен град и околните провинции. Агенцијата Анадолија соопшти дека 1500 полицајци учествуваат во операцијата ширум провинцијата Анкара. Блог вести од светот. Венецуела ќе се соочи со нови санкции. Вакви најави стигнаа од дипломати во Европската Унија, чиј идентитет европските медиуми не го откриваат. Во објавените информации стои дека Европската Унија се подготвува да воведе ембарго на оружје кон Венецуела и ќе разгледа воведување на дополнителни санкции како одговор на политичката криза во земјата. Во дополнителните санкции се најавува дека ќе биде и санкцијата забрана за патување и замрзнување на средствата на венецуелските представници. Инаку Шпанија одамна бара воведување на санкции против блиските соработници на венецуелскиот председател Николас Мадуро, но во Европската Унија досега за ова барање немало единство. Острите зборови искажани од Доналд Трамп кон Пјонг за севернокорејските медиуми се добра основа за САД да го сменат својот председател. Американските медиуми, не наведувајќи за кои севернокорејски медиуми станува збор, пренесуваат дека председателот Трамп бил наречен стар луд човек и дека доколку САД не сака да доживее нуклеарна катастрофа или трагична пропаст, треба да го послуша нивниот совет. Доналд Трамп во моментов е во посета на Кина како дел од азиската турнеја. Претходно ги посети Јапонија и Јужна Кореја, а од Пекинг заминува на Филипините и Виетнам. Рекордна заплена на кокаин во Колумбија, во земјата која се смета за најголем извозник на кокаин. Последната полициска акција била повеќе од успешна. Полицијата запленила повеќе од 12 тони кокаин. На пресконференција, колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос рекол дека во изминатите 40 години, колку што траела нивната борба против шверцот на дрога, не било запленато толку големо количество кокаин. Со оваа заплена, вкупното количество за 2017 година се искачи на 362 тони, што е повеќе од 2016 година, кога запленетиот кокаин тежел 317 тони. Другата била откриена во 4 паралелни рации во северозападна Колумбија, во кои учествувале 400 полициски офицери. Денеска имавме променливо облачно време и температура од 12 до 18 степени. В петок има преодно стабилизирање на времето по одделни котлини со појава на утринска магла и ниска облачност. Од сабота следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет, а ќе дува и умерен јужен ветер. Повеќе врнежи се очекуваат во почетокот на наредната недела. Со оваа информација ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!